Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте. Што ме гледате на оваа позиција, знаете дека од другата страна имам гостин. Морам да ви признам дека ова интервју го чекав многу долго време. Конечно успеав да го донесам гостин во студиото. Еден од нашите најголеми, најреспектирани, најдобри, најпознати лекари во Македонија. Тој е доктор Угриновски. Докторе, добро вечер. Особена чест и задоволство ми е што сте вечер во гостин. Најавата ме направи да поцрвено. Мислев дека сте навикнати на вакво нешто, бидејќи сепак сте име во нашето здравство и како јавна личност и од многу аспекти, од сето она што сте го направиле во животот, сте оставиле длабока трага. Нема човек, ми се чини во Македонија со кого сум се сретнал, да не го познава или да не знае за доктор Угриновски. Ме радува. Кажете ми, јас секогаш се правам недоветен, па сакам да ја откривам топлата вода. Иако сте вие медиумски, толку многу имате настапи, толку имате многу интервјуа дадено, но секогаш било нешто сегментирано. Или било за стручното само, или било за вашата пасија патувањето, или било за вашата пасија планинарството, алпинизмот, или нешто сосема друго. Но ќе ми дозволите и нема да ми замерите што ќе се обидам да создадам од сето она што до сега сум го слушнал, прочитал и разбрал за вас, сакам една слика. Бидејќи сте, мислам, една личност која веќе со годините се покажа, се превише и се докажавте, но би сакала една слика, една документарна слика за вашиот лик и дело. Родени сте неодамна, прилично добро се држите за годините, тоа морам да ви го честитам и се надевам дека сте во добро здравје. За сега служи, фала Богу. Вашиот професионален пат почнува секако со завршување на медицинскиот факултет. Што се случува понатаму? Ја би рекол и малце пред медицинскиот факултет. Јас уште многу одавна знаев, уште од дете знаев дека ќе бидам доктор, дека ќе студирам медицина. Мојот надимак, знаете, у малото си имаше надимак. Децата се познаваа меѓу себе со своите надимци. Мојот надимак беше доктор. На 6 годишна возраст јас го добив тој прекар и тој ме служи. Уште од 6 годишна ме вика докторе? Докторе ме вика. Ова не сум го знал. Да. Заради мојата пасија да лекувам животни, мачки, кучиња, чавки, све она што ќе најде болно, повредено, јас го лекував. Стварно? Да. И така почна љубовта кон медицината. Нормално се заврши со медицинскиот факултет. Во текот на студијата знаев дека ќе бидам хирург или сакав да бидам хирург. Ми се исполни желбата, како втора љубов ми беше неурологијата и имав таа среќа или таа карма да ги спојам хирургијата и неурологијата заедно во една тогаш свежа гранка во Југославија, неурохирургијата. И почнав да се занимавам со неурохирургија и ден денеска. Дали во вашата наобразба се едуциравте само во рамките на Југославија или одевте и надвор и какви искуства стекнавте? Само би рекол, само и ексклузивно и исклучиво во рамките на Југославија или ако сакате медицинскиот факултет во Скопје. Тука завршив студии, тука почнав специјализација, тука и завршив специјализацијата. Сега, после специјализацијата во рамките на одредени усовршувања и така, идев низ повеќе светски клиники, низ Европа, низ другите делови од светот, али не на долги предстои, него на сосема кратки, по некоја задача, да видам како тоа го работат во Мајнц, това и това, 4, 5, 6 дена и ќе се вратев со искуството назад. И какви беа вашите впечатоци? Ме интересира чисто компаративно нивото на медицинското знаење, образование и кадарот кој се произведуваше тогаш на нашиот медицински факултет споредбено со другите центри. Секако дека денеска медицината еден центар сам за себе не може да функционира. Секогаш има размена на тие знаења, но
интересира компарацијата на нивото на квалитет кој се излегуваше. Во рамките на Југославија, например, Скопскиот медицински факултет важеше за еден од високо рангираните, може би на второ или трето место во рамките на една голема држава како што беше Југославија. Неурохирургијата во Скопје беше исто така на многу завидно ниво, беше многу понапред него, зборуваме за период пред 40 години, да биде јасно, многу понапред него ли, например, Грчката, многу понапред него ли Турската, да. А зошто тоа беше? Како има ли некои личности кои придонесоа заради тоа или како беше системот? Сигурно, системот, личностите, екипираноста, ние не заостанувавме во екипман, во техничката опрема, например, зад една Германија, во тоа време. Во тоа време, така. Како годините поминуева, тој технолошки јас се зголемуваше до еден период каде што, ако се споредиме пред 10 на 15 години, каде што ние не можевме да навасаме, нели, и да трчавме со чекори од 9 милји, да навасаме технологијата на Западот. Сега е ситуацијата нешто подобрена у последните 10 години. Екипманот е добар, опремата е добра, солидна, на високо ниво, меѓутоа сега се ствара нов проблем. Сега кадровската екипираност заостанува зад технолошката екипираност. Ќе отвориме таа тема. Боинг, а немаме пилот. Така, ќе отвориме таа тема, би било интересно, но да се вратиме на Ствари, добро рековте, имаме Боинг, ајде, ќе останеме на оваа тема, нема проблем, не сме договорени. Никако не можеме... Нека ви иде токот на мислите, добро? Никако не можеме во нашево здравство да ги фатиме двете работи да идат паралелно. Значи, тоа е онаа дупка што се случува, ајде да речеме од 80-тите и почетокот, добар дел од 90-тите години, кога и тогашната држава Југославија западна во економска криза, но и почетокот на транзицијата, кога многу работи беа запоставени. Тоа се тие години, таа дупка која ја направивме и сега, според се она што го следам јас како новинар, многу е тешко да го фатиме здивот и чекорот. Ова за кадровската екипираност и така натаму е малце неверојатно, мислам, од тој факултет излегуваат толку многу студенти. Прекрасни професионалци. Добро. Ние имавме период кога било кој од нашите доктори ќе отидеше надвор во странство да работи, добиваше најдобри критики и препораки. За тоа време? Да, за тоа време. После тоа се створи технолошкиот јас. Пред 20-тина, значи од времето на транзицијата, да го наречеме, кога комплетно се запостави. Во Југославија, дури и во најголемата економска криза, не беше запоставено здравството. Не се сеќавам за таков период. Во почетокот на транзицијата, здравството беше ставено на маргина. Ние работевме со технологија од пред 10 на 15-20 години, меѓутоа имаше одличен кадар. Сега. И тоа го компензираше недостатокот на тој голем начин. професионал. Да. Сега, нормално, по биолошки пат, тој кадар си заминува. Позади нив следбениците се многу по-лоши него што би требало да бидат. Затоа што ги немаат тие, најверојатно затоа што ги немаат таа технолошка подкрепа која вие имате. Не е тоа причината, него е причината лошата и погрешна селекција. Ние селекцијата ја правиме, јас тврдам дека и ден денеска имаме одлични доктори, одлични професионалци, кои што се маргинализирани или поставени на некои споредни улоги, играат споредни улоги, или пак уште почесто се супримирани од тие кои што ги водат, од шефови, директори, началници и така натаму. Лошата селекција, која што почна да се одвива не по тоа кој колку вреди и кој колку умее и знае, него по тоа дали припаѓа на оваа или на онаа група, на оваа или на онаа етничка заедница, на оваа или на онаа религија, доведе до погрешна селекција. А не да се мери по тоа каков он стручњак и професионалец. Јас претпоставувам дека мене
tamo kada što bi me primale na rabota, bi me merele samo po toa koliko vredam, a ne po toa koliko sum težok, visok, da li sum crn, da li sum plav. Така предпоставувам, така би требало да биде. Така. Интересно. Има сега неколку прашања ми се наметнуваат тука, но би отишол секогаш решение јавното здравство, нивото на јавно здравство секаде во светот е на пониско ниво од приватното здравство. Секогаш приватното здравство е со многу подобра, повисока услуга. Приватните здравствени организации имаат пољубезен однос, подобра технологија се вложува, некако е се поинаку. Таа конкуренција која се јави со приватното здравство версус јавното здравство, мислам дека поттикна малце работите да почнат да се менуваат во позитивна насока. Сигурно. Ние се уште, што е погрешно во системот, ние се уште здравството го делиме на јавно здравство, приватно здравство и ово и оно. Постои едно единствено здравство. Секоја држава има свое единствено здравство. Во тој здравствен систем може да има јавни здравствени установи, приватни здравствени установи, мешани здравствени установи, како год сакате. Името доаѓа од тоа чив е капиталот, дали е капиталот власништвото на државата или на некој приватник, концерн, банка, верска организација и така натаму. Меѓутоа, тие два система се компатибилни, тие два система се комплементарни и тие два система функционираат паралелно, давајки здравствени услуги на граѓаните на таа земја. Само кај нас постои раздвојување на здравството на приватно и на јавно здравство. Дали сакате да кажете дека осигуреникот би требало да го има тоа право, он да бира каде ќе се... Апсолутно, тоа е со Уставот загарантирано да јас имам право на избор. Јас сум осигуреник, 40 години сум плаќал здравствено осигурување, не сум искористил ни еден денар, фала Богу, од тоа. Се надевам дека до крај на животот нема да го оптеретам здравствениот фонд и треба да ми се даде право на избор. Со цена која што е признаен. Ваучер. Ваучер систем, браво, докторе. Колку луѓе одушевувате во овој момент. Така, нели, сите одвојуваме во здравство, но да си имам јас право каде со тој ваучер, каде ќе си идам и кој и за тој ваучер кој... Јас сум тој кој што ќе бирам врз основа на свој критериуми, тоа што имам вамо или тамо пријател, со тој ваучер да отидам. Сметате дека тоа нема да го уништи јавното здравство? Сега тука е поентата за која што почнавме да збориме. Да. Ако во една фирма, ако во една држава, ако во еден сегмент, зборуваме сега за трговија или за индустрија, ако нема конкуренција, нема напредок. Значи сега ќе мора и едниот и другиот сегмент да се трудат да бидат подобри, за да привлечат повеќе муштери и повеќе клиенти кон себе. Но приватното здравство, да, тогаш ќе биде, да, од исти... Тоа е правата конкуренција. Парите нема да доаѓаат од джеб на богати или сиромашни, секогаш ќе си доаѓа од фондот за здравство, кој ќе си го делат институциите, значи организациите, здравствените организации, спрема нивото на услугата која ќе ја дадат. Зошто тоа ниво го неаме уште? Затоа што се уште имаме однос на мајка кон дете или маќа, За едните мајка, за другите маќа. За едните мајка, за другите маќа. Нели, се плашиме од здрава, права, лојална конкуренција. Може би јавното здравство на овој начин ќе добие примарен шок, шамар. Меѓутоа, многу брзо ќе се опорави и ќе свати дека само со насмевка, со љубезност и со квалитет можат да привлечат клиенти. Так. Сега тоа го немаме тамо, а го имаме во приватното здравство. Так. Зашто јас, кој што сум плаќал 40 години здравствено осигурување, ако сакам да се лекувам по попристојни услови, кај што ќе ме служи насмејана сестра, кај што докторот ќе ми обрати внимание, зашто да јас тоа морам да го платам од својот джеб? Луксузот ќе го доплатам, али не да го платам. Така, ве разбирам, да, луксузот ќе го доплатам. Но основната, примарната нега треба да се
Интересно. Добро, вашиот збор тежи затоа што вие исто така сте и длабоко врзани колку и со јавното здравство, сте работеле многу во јавното здравство, па нели отворивте и своја здравствена установа, Неуромедика, но и ве повика пак повторно работевте и во јавното здравство, па сега повторно во приватното и така натаму. Еве, ме интересира искуствата. Која година вие ја формиравте Неуромедика? Па веднаш уште законот за приватна здравствена дејност не беше донесен, јас успеав да ја отворам како прва и единствена у тоа време приватна здравствена. Која година збориме? 81 ми се чини. Неуромедика е 81-а. Не, 91. Дури и 91 ми е многу. Да, 91. Уште законот беше донесен некаде февруари 92 ми се чини. Јас неколку месеци, октомври месец, ја отворив Неуромедик, употребувајќи многу едноставна формула. Да, кажете. Баш интересно, ја употребив формулата на стаклара. Фабрика стаклара имаше своја амбуланта, Добро. која што не беше во рамките на фондот. Добро. Него си беше амбуланта отворена од фирма стаклара. Аха, така. И ги обслужуваше вработените во стаклара. Тоа не беше забрането. Јас кога поднесов барање во министерството, тогашниот министер ми рече тоа е невозможно, приватна здравствена установа нема. Која година збориме? 91. Збориме 91. Али јас велам, отварам приватна здравствена установа за вработените во мојата работна организација. А која работна колку организација работна имавте? Неуромедик? Тоа беше работна. А колку има вработени? Јас викам еден. Па како вика за еден? Што ти е гајле, викам, Тоа е мој проблем. за колку јас луксус им дал. Ау, вие направивте перпетум мобиле, салто мортало и Првата фирма која што е законска. регистрирана е Неуромедика, а здравствената организација е формирана од Неуромедика и ја крстија Медика со декрет од Министерството. Така, таа е медика за За вработените на во Неуромедика еден вработ. Маестрално. Па добро, види Па после тоа дојде Добро. законот за Така. приватно здравство и после веќе се пререгистрира како прва приватна здравствена установа. Какви перипети имав, тоа да не раскажувам, али тоа е патот кој што мора Кога ќе ги секој раскажете пионер. тие перипети? Па кој ќе ме праша некој. Еве ве прашувам. Имаше 7-8 месеци правна борба. Те ова може, те она не може. Малтене, кога јас зборував пред фондот и пред министерството тогашно, дека и здравството и здравствениот систем е економска категорија, јас ке бев ставен пред зид, пред пушкани цевки. Нели, како тоа здравството Ко Чаушеску имаше да те застрелаат. Да. Нели, па дојдовме до тоа дека здравството е стварно економска категорија. Здравството ствара свој производ, нели, и за тоа прима пари. Ако не прима, ако нема инпут, како би се развивало здравството? Ние мораме тоа да сватиме дека здравството има своја цена. За жал, таа цена расте со технологиите кои што се скапи, со продолжување на животниот век на човекот и така натаму, меѓутоа, здравството ствара производ. Имавте ли уцени, рекет? Не. Моравте ли политички да бидете компатибилни со одредени структури во тоа време за да тоа обстои? Не, никогаш не сум бил компатибилен со ниедна политичка структура. Сите или ме својателе, или ме напаѓале, Така. а ја никогаш не сум припаѓал на ниедна партија, сем на Лигата за демократија. Пак практички првата Со професорот Марјановиќ. Со Марјановиќ, да. Чак и од Лигата јас немам партиска книжка. Вие денеска не сте во Неуромедика. Неуромедика Ја води синот, да. Ја води синот, но таа и денеска екзистира. Задоволни ли сте со низиниот развој? Колкава е она сега? Има доста, има голем број за вработени. Мислам дека е една од најголеми, не една, него сигурно најголема поликлиничка приватна здравствена установа, без хоспитален дел. Значи, никогаш не сме ни имале намера да сформираме хоспитален дел до сега. Сме се развивале како поликлиничка, значи прегледи, диагностика,
третмани. Каде имате се низ Македонија? Ние не само низ Македонија, имавме доскоро и во надвор од Македонија единствена здравствена установа кој што свој капитал има пренесено и во друга држава. Преку границите на нашиот јужен сосед. Да, и таму имате. И таму се Функционира? регистриравме, доскоро функционираше, заради одредени причини ја затворивме. Тамо сме регистрирани под уставното име Македонија. Кога се пари упрашање, нема никој не ништо, постака. да, никој не Да, прави проблем. И што е најинтересно, тамо имавме договор да работиме со фондот, со грчкиот така. здравствен фонд, Да и можете- ги плаќа услугите, а кај нас овдека партли, нешто да, нешто не. Да, се уште е тоа дека некои услуги фондот ќе ги дозволува во приватните, но некој не ги дозволува и останува тоа. Тоа е, ајде, нека биде чекорна еволуција да се надеваме до конечно тој Тоа е неминовност. Тоа е неминовност. Мора да дојде. Само е прашање зашто На го време. губиме времето. Така. Тоа е управо сте. неминовност. Добро, еве не ме прашувам некој, иако би ми било интересно чисто колку вработени сте, 100, 200, 500, 1000. Па има повеќе од 100 и нешто Така. вработени. Медицински кадар се. Медицински кадар. Бевте меѓу првите со неуромедика кои ги донесовте и тогаш во јавното здравство таа дупка кога се направи, особено беше за овие најтешко болни од канцер, чекање за овие сканерите за и така натаму. Тогаш вие донесовте и први почнавте да ги Компјутерска томографија, така. магнетна резонанса и така, да. Се уште тоа е актуелно кај граѓаните, тоа се користи и покрај... Се користи и поред тоа што има пациенти многу. Ние не можеме да го запреме напредокот на цивилизацијата, нели? Денеска има многу заболувања и граѓаните заради зголемено ниво на здравствена култура си бараат своја заштита, бараат своја диагностика, бараат се повеќе и повеќе. Без оглед на тоа што во јавното здравство има сега доволен број на компјутерски томографии, на магнетна и така дале, бројот на тие снимања, на тие испитувања ќе расте и понатаму. Иако има и во многу, да не речам во сите приватни здравствени организации има компјутерска томографија и магнетна резонанца, бројот не е намален, баш напротив се зголемува. Интересно дека, иако отворивте приватна здравствена организација, и натаму работевте во јавното здравство. Јас бев газда. Да. Мој капитал, Да. моје знаење, моја умешност. Меѓутоа, пошто не ја дизајниравме таа здравствена установа за операции, за хоспитално лекување, моја главна дејност е тоа, а не амбулантски прегледи. Јас немаше никаква опрека да си работам во јавното здравство, во клиниката, да овамо ги употребувам моите пари и моето знаење. Вие бевте на должност или повикани драматичната година кога се случи атентатот врз нашиот председател Киро Глигоров. Јас бев киднапиран. Како се случи? Раскажете ми. Како тоа? Баш се сеќавам дека со еден од колегите, со шефот на анестезија, пиевме утринско кафе негде околу 9 сати, се договаравме за одредени активности кои што треба, професионални кои што треба да ги правиме. Точно неговата канцеларија беше свртена кон старата железничка станица и во еден момент се чуа огромна експлозија, се затресува стаклата од канцеларијата. На прозор погледавме и видовме негде во проекција на старата железничка станица огромен столб од дим. Предпоставивме да е експлодирала некоја плинска боца или некои возила се судрили и се запалиле. И отидовме веднаш доле, очекувавме, бидејќи голема експлозија, да организираме ургентниот дел на хирургија за прием на ранети. Не знаевме зашто се случува. Чисто спонтано, без протоколи, тогаш и немаше некои протоколи, така? Немаше такви нешто, него чувме експлозија во непосредна близина, реагираме да ги припремиме доле колички, да се ослободат, бидејќи нормално очекуваме логично да се случува нешто во близина во градот, значи очекуваме барем 2-30 повредени.
da se spremat količki, da se oslobodat mesto i taka. Dodeka ja se simnuva v hodnikot nepolni 3-4 minuti posle toga, dojda od obezbedovanja to dvajca, ti si profesor Ugrinovski, ja sam me grabna, me odnesao u kola i vo gradskata bolnica me odnesao. Tamo go pregledav председателот. Во каква состојба го? Он беше во добра состојба. Да би зачуđујуче добра состојба со оглед на експлозијата која што се случила на 2-3 метра од него и јачината од експлозијата. Беше во шок? Не. Не. Вистина? Не. Остана смирен и покрај тоа? Он беше смирен, прашуваше што се случило, не се сеќаваше на експлозијата и на тоа што се случило, какви повреди. Он значи за кратко загубил свест, предпоставам. Свеста тамо го држеше, меѓутоа јас предпоставив, гледајќи ги снимките, градска болница немаше компјутерска томографија во тоа време, обично рентгенско снимање, гледајќи ја траекторијата на проектилите кои што беа влезени од десната страна на главата, поминувајќи низ мозокот, очекував дека тие проектили направиле оштетување кое што во својата еволуција ќе резултира со потреба од операција. Тоа беше причината да го захтевам да се пренесе на неурохируршка клиника, каде што имавме компјутерска томографија. Околу 11 и нешто беше префрлен на клиниката, направивме компјутерска томографија и се виде дека моите стравувања биле оправдани. Дека проектилот крварење на двете страни на мозокот, кое што беше во еволуција и тогаш веќе почна да тоне свеста, почна да се манифестираат знаци. Не паничеше во цело време, беше остана смирен? Во градска болница, да. Овамо веќе не можеше да се контактира со него, веќе беше во една, би рекол, коматозна состојба. Веднаш поставив индикација да треба веднаш да се реагира, веднаш да се оперира. Така, политичкиот врв тогаш и фамилијата беа двојбени, не беа јасни, па да почекаме, па како ќе биде, па што ќе биде. Јас викам, не можам да кажам како ќе биде, знам што треба да се направи, како ќе биде, да се обидеме да направиме све што е А предпоставам да бидејќи човек во години беше, ризично е секогаш анестезија. На тие години и слепо црево е ризично. Така, разбирам. И како помина операцијата вака се? Можеме малку стручно онака, што најдовте од предмети таму? Операцијата не беше нешто невообичаено. Тоа е операција која што претходно стотици сум ги правил, нели? И целиот тој тим околу мене. Се најде тоа што се најде, се згрижија повредите, се отстранија 2 метални проектила, едниот кој што беше заглавен на незгодно место измеѓу 2 гранки на главната артерија на мозокот, тој не се осудив да го вадам. Немаше потреба, го оставив на место. Остана така? Да. А беше зариен во неговото мозочно ткиво? Во мозочното ткиво, во близина на 2 крвни сада. И никога што не се почувствува кај него? Има луѓе кои што со куршум во глава живеат 100 години, ништо. Без никакви психички проблеми? Без никакви проблеми. Никогаш он подоцна не се пожали на никакви текоби? Не. Неверојатно е, значи човековиот мозок... Човековиот мозок е приказка сама за себе. Ова е прв случај да единствен во историјата на човештвото да председател врз кој што е извршен атентат и кој што имал повреди на глава при атентатот го преживее атентатот и уште поневеројатно да се врати на претходната функција. Таков случај во историјата не постои. Останавте ли во контакт со него со годините потоа? Да. Каков беше он со здравието? И со... Останавте ли пријатели? Неверојатен. Бевме пријатели, се гледавме на приеми, така, понекогаш и приватно. Неверојатно сачувана меморија. Неверојатно. Единствен сегмент кој што му беше избришан беше моментот на атентатот и непосредно после тоа. Тој период му беше испришан од сеќавањето, али се сеќаваше за настаниот 45-та година, со датум, со име, со презиме, со све. Неверојатно. Стои, разбрав една анекдота за него, дека кога бил
пример од вашиот колега во градската болница, кога го примил, тоа бил некој помлад колега, Да. прво што направил, се обидел да му извади вилицата, бидејќи кај постари луѓе се претпоставува Да, дека има вилица. да. И тогаш председателот му рекол, Мојсе, да. Мојсе. Да, Он да. толку бил во добро здравје да, Да, и сите зави ги да, имаше да. зачувано. Тоа е генетски условено, а и си водел човекот грижа за Да, себе. и со својата смиреност затоа доживеа и длабока старост. И никогаш во животот потоцна немаше немаше. никаков проблем. Беше оштетена еден дел од аркадата, од коската кој му остана како беше, трага. па, нели, имаше доста злонамерни или добронамерни критики, како сакате, нели, Угриновски го унаказил и тако дале. Што би било перверзија на таа возраст, со свежа повреда да му правам пластика на коската, нели? Тоа се прави отпосле, ако веќе се Тоа, прави, ако јасно. треба, се прави отпосле, а не тогаш кога е вручо. Меѓутоа не се, тоа е тоа. Никогаш Тоа тој му не ви ни сметаше. замерил. Му предложивме да правиме тоа, он не прифати. Не му смета. Сте имале, вие сте многу познат кај народот не само за тоа што сте му помогнале и му го спасивте животот на председателот на Република Македонија, туку затоа што им помогнавте и на многу луѓе. Во вашата стручност, секогаш кога имаше тешки операции, например, на рбетен столб, вечно ве повикуваа вас. Останавте ли и за такви некои операции, специфични места, како што се мозок, рбетен столб и така натаму, и така натаму? Што вашите искуства говорат низ годините? Што сте имале све како случаи? Еве, рековте дека со председател Глигоров и не беше нешто посебно предизвикувачко. Што било предизвикувачко? Предизвикувачки беше што е председател, Председател, на да. држава. Иначе Како треба човек да има свинктер за да прифати тоа да го прави на свој. Све е окей кога добро се заврши. Да, А што ќе беше да беше другачие. Нели, јас тоа го поставувам секогаш тоа прашање. ве фаќа како ноќна мора понекојаш што ќе беше ако Што не ви ќе беше преживеш? ако беше другачие. Да. Тоа е тежината при тоа. Иначе сум имал, јас ја работам целата плејада неурохирушка. Целиот диапазон на неурохирушки операции не ми се непознати, сум ги работам и се надевам уште долго време ќе ги работам. А кои биле тие предизвикувачки, например, каде што... Имало увек предизвици, нели, кога човек воведува нова техника, кога нешто се појавува во свет, па човек трча да стигне да фати таа техника и тоа. Например, предизвикувачки беше воведувањето на микрохирургијата во Македонија. Јас сум првиот микронеурохирург во Македонија. Тоа беше техника која што почна да се применува масовно 76 година, а јас веќе 77-8 година ја воведов тука. Не ме прашујте со кои инструменти. Микроскоп добивме, меѓутоа инструменти не добивме, а јас како студент работев експериментална тема на Институтот за физиологија на пацови со микрохируршки инструменти и го замолив професорот за првата операција, го замолив да ми ги даде тие инструменти, ама вика овие се од пацови. Викам, човечки мозок не знае дали се од пацови или не се, ќе ги стерилизираме и ќе ги употребиме. Така да првата микрохируршка операција беше направена со инструменти кои што беа од експериментална хирургија по зајме. После набавивме инструменти. Добро, Арно, не било нешто од девојката, пинцети, чупалици. Чупалици, па и тоа се користи, и тоа. Кога велите микрохирургија, што подразбира пред се микрохирургијата? Поврзување на ткива, ја како Не, што ја микрохирургијата подразбира подврзување на посебна крвни техника садови, на операција. нерви. Таа Да. техника на операција првенствено значи користење употреба на оперативен микроскоп. Денешните оперативни микроскопи се Space Lab, нели, тоа се со сите можни додатоци.
и работите со зголемување од 4 пати до 16 до 20 Зошто пати. е тоа потребно? За какви Прво интерес? имате одлично осветлување, второ имате увид на крвни садови, на ткива и на крвни садови, кои што, например, крвни сад во големина на влакно од коса. Јас го гледам како малиов прст и можам да правам. Може да си замислите бајпасите кога ги правев првите екстракранијален, интракранијален бајпас, тоа беше модерно у тоа време у светот. 2 години после светското, јас го уведов кај нас. Го зборите бајпас на срце Не, или на нешто на мозок. друго? На мозок. Бајпас на крвни на мозок. садови на мозок. Крвниот сад кој што поминува тука под кожата, Добро. се вметнува и се шие со крвен сад од мозокот. Овој крвни сад овдека има диаметар од 1,5 до 2 мм. Може да замислите колку е тоа. И го шијам со крвни сад кој што има соодветен, исто така, диаметар 1,5 до 2 мм во мозокот и воспоставувам циркулација од лицето во мозокот. На 1,5 мм, на 2 мм површина, односно циркумференција, вие треба да ставите 9 или 10 шавови. Замислите како тоа изгледа. Како изгледа? Многу пипаво. Можете да везете, онда можам да замислам каков гоблен би извезеле кога вие би се нафатиле на таква работа. Некако потешко ми оди со груби конци, полесно ми оди со тенки конци. Какви се тие тенки конци? Тенки конци не може да го замислам, видиме. Сега да го поставиме на маса, нема да го видите. Тоа предпоставувам дека се некои микронски јаглеродни Да. вселенска Пластични технологија. се, да. Добро, драго ми е што ми кажавте доста работи. Имам уште многу интересни прашања за вас, затоа што не се моите прашања толку интересни, но вашите одговори ќе бидат многу интересни и за вашиот приватен живот, и за вашиот професионален живот. Особено, веднаш по рекламите, сакам да ве прашам за вашето искуство како лекар кој го имавте кога работевте во Либија во 70-тите години. Одиме со првиот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад. Продолжуваме разговорот со ценетиот гостин, професор доктор Угриновски. Докторе, ме интересира, во вашата биографија стои дека сте работеле и во Либија. Која година беше тоа и какви беа вашите искуства таму? И зошто толку имаше лекари од, конкретно од Македонија, кои заминуваа таму, не само заради парите, туку имаше некоја релација како трети земји. И какви беа искуствата таму во таа земја и каков беше животот тогаш таму, ме интересира? Тоа беше 80-та година. Тогаш Југославија како неврзана земја имаше договор склучено со либиската влада за одржавање на одредени здравствени установи тамо. На медицински факултет во Скопје му беше доверено снабдувањето со медицински кадар на болницата, општа болница во Дерна. Тоа е на 300 километри од Бенгази према Египет. Во еден период од функционирањето на таа болница, негде 14 месеци, јас поминав во Либија. Работев на место општи хирург, значи како хирург воопшто и единствен неурохирург во тој регион тамо. Либија беше земја која што би ја крстил убава. Би рекол дека е убава. Ги имаше сите ресурси кои што и се потребни. Граѓаните не баш многу вредни да многу да сакаат да работат, а што би работеле кога има секоја година си има апанажа, односно со самиот пасош си добиваа одредена сума пари, кој што им даваше Гадафи, кој што после не им чинеше. Земја која што напредуваше, земја у која што владееше исламското право, нели, затоа и се вика џумхурија, нели, не е држава, не е република, него е нешто Либиска џамахирија, република која што е базирана на Коранот, на исламското право. Имам позитивни печатоци. Како болница работевме све,
со колегите од областа на хирургијата, го имавме целиот диапазон на хируршки интервенции. Јас имав Какви беа условите за работа? Условите беа одлични. Условите беа одлични за Многу тоа ми не време. се жалеа, многу топло. А тоа да. Види, ако одиш на Северни пол, очекувај да биде студено. Ако одиш во Африка, очекувај да биде топло. Това да, меѓутоа условите у болницата беше климатизирана, опремата и инструментите што ги имавме беа на сосема задоволително ниво, што ни овозможуваше да работиме солидна хирургија. И ние бевме високо ценети како лекари, како персонал таму. Животот беше пристоен. Никаде во животот јас до тогаш немам видено на едно место, во една држава, да можете да најдете сирење од Холандија, од Франција, од Данска, од Енглеска, од Америка. Тоа беше Либија. Нели, во супермаркетите... А народот имаше пари тоа да си го дозволи? Народот имаше пари и можеше тоа да си го дозволи. Бензинот беше практично бесплатен. Вода, шише вода беше поскапо неголи 10 кила бензин. Живеева добро. Сега диктатура, јас не ја видов таа диктатура, меѓутоа... Полиција не ве прогонуваше? Не. Имаше одредени правила, рестрикции на однесувањето, нели, да не може нивните граѓани да зборуваат јавно против тогашната влада, против Гадафи. Но од друга страна, владата се трудеше сите привилегии да им ги даде. Има сите благосостојби за живење, пристојни начини за живење и сигурност. Пристојни начини за живење. Значи, беа урбанизирани, не беа диво некое племе кои се гладни, кои... Пред тоа биле. Со доаѓањето на полковник Гадафи почнува урбанизацијата на Либија, изградени автопатишта, изградени патишта, цели градови беа изградени. Во близина на Дерна имаше еден цел комплекс, земјоделски комплекс, изграден со куќи, со станови, со пратечка машинерија, земјоделска машинерија, кои што беа празни. Наши југословени го градеа тоа и им го даваше бесплатно кој сака да иде да живее и да работи земја, да одгледува животни домашни и да работи на земја. Не им се работеше. Празно, не им се работеше. Може би тоа и го доведе до крај, до пропаста, затоа што таа диктатура од друга страна, немање слобода на говор, сега имаат слободата на говор. Сега имаат слобода на говор и највеше употребуваат слобода на говор на оружјето. Кога ќе се оправат, не ми е јасно. Ми е жал убава земја со неверојатно можности, они беа затворени. Тоа им сметаше можда. Иначе има огромен потенцијал за развивање на туризмот. Они се на Средоземно море, плажите се прекрасни. Ја имаат Сахара, која што исто така може да биде туристичка дестинација. Има извори на петрол, на нафта. Либиската нафта е една од најдобрите, најквалитетните нафти на свет. Има наоѓалишта на уран. Ги имаа сите предуслови за да се развиваат во една добра држава, во една добра земја. Често пати со носталгија и говорите за она време и ние овдека на Балканот имавме една мини Европска унија која многу крваво заврши и повторно, ама немавме нафта. Ајде да разберам дека ова Либија беше расчеречена затоа што имаше природни ресурси. А Југославија беше трн во око затоа што покажа на одреден начин дека и комунизмот може да биде демократски и можеше да биде просперитетен. Како што е денес Кина. Као што е денеска Кина. Ние почнавме тој пат, ако се сеќавате, со Анте Марковиќ. Да, кон тоа да иде. Независно така, независно од друштвеното уредување, ние преземавме пазарна економија. Се отвори пазарот. Се отвори пазар, луѓе паметат како тогаш првите колор телевизори, системи, роба за широка потрошувачка. Секој можеше да отвори фирма и тргаше во еден либерален бизнис се и се што се развиваше. Тоа сметаше затоа што ќе беше еден пример како може една комунистичка земја да
Па и не бевме комунистичка земја. Да, и беше комунистичка. Формално беше комунистичка партија. Сега колку ќе ја речеш и една Кина дека е комунистичка. Да. Ние никогаш не сме биле тоталитарна држава. Да. Нали? Јас се сеќавам, директорите тогашни на клиники и така, беа заколнати противници на комунизмот, меѓутим, заради нивната стручност и умешност, тоа не им пречеше да бидат директори на клиника. Религиските слободи сигурно ќе беа и полиберални, ги имало и ги немало. Мислам дека... Од идеолошки причини, Југославија единствено, сега, ајде да не влегуваме во таа дебата, единствено што, знаеш, тоа со Анте Марковиќ беше големата револуција. Значи, да престане државата да се меша, да остави пазарот да се регулира, да државата не им наметнува вака да правите, онака да правите, квоти да правите, она да правите, туку да пуште. И тоа беше Анте Марковиќ де факто, тој е еден либерален капитализам кој денеска владее со една Кина. Да. И она, видите што направи. Тоа е перспективата и на остатокот од светот. Само треба време. Ако вие сега земете, ние тогаш бевме повеќе социјалистичка отколку комунистичка земја. Да, социјалистичка земја. Она што денеска е Шведска. Така. Шведска е кралство или Данска. Данска е краљевина. Така. Меѓутоа има најдобар социјалистички систем на здравствено, пензионо и друго уредување. Па еве, ако видите, денеска и се обидуваат да се најдат најдоброто од двата света, бидејќи и либералниот капитализам не успеа да обстане како таков, ниту па комунизмот како тоталитарно не се покажа добро. И мислам дека новото нешто ќе биде нешто помеѓу најдоброто од двата света, бидејќи не може да негираме дека во тој систем се беше лошо, нели? Ниту дека се во социјализмот беше лошо, ниту се е лошо од капитализмот, како што едни и други идеолошки се учевме против тоа. И капитализмот си има своји вредности кои денеска ги чувствуваме. Нас никогаш не учеле во бивша Југославија дека капитализмот е лошо. Јас сум бил во војска, сега имавме политички комесар. Политички убедувања и така. Не обучува дека Запад, дека они експлоатираат и така натаму, но да не влегуваме во тоа. Имаше во тоа време. Ама ако сакаат тоа да го држат како догма, немаше да имаш пасош кој што ти е отворен за да патуваш сегде и да гледаш. Добро, пасошот. Тоа го држеа за Румунија, тоа го држеа во кои беа цврсто со Русија. Ние не бевме толку, бевме ние нешто помеѓу двата света. Она што денеска, еве, мене ми е за жал, ама стварно мислам дека Југославија тогаш можеше да се развие. Тоа се сметаше, во тоа време никој не можеше да предвиде дека еднопартискиот систем може да доведе до некои либерални економски слободи, како што тоа Кина го направи. И повеќе партискиот систем си изроди национализмот видовме до што си доведе. Да се вратиме на нашата тема. Не успеав од вас да излечам кои биле тешките и предизвикувачки операции за вас. Предпоставувам дека имало такви моменти, но не мора да ми ги раскажете, ме интересира. Често пати ова кога го разговарам со луѓето од вашата струка, како се носите со... Пазете, да видиш човеково живо месо, со жива твар, да работиш со плод и од твоите финеси кои ќе ги направиш да завиши животот, судбината на еден човек, па и на пошироко, и негово семејство, и негови пријатели, и така натаму, е нешто што на медицинскиот факултет од старт, па се до крајот на животот како професионалец, човек се научува да работи како професионалец. Но живи луѓе сте, не сте без емоции. Тоаш би биле роботи, а не сте роботи. Како се носите со тој стрес? Бидејќи дефинитивно е стрес. Го признале, не го признале, го имале, го немале. Подсвеста знае со што работите, која работите и знаете, природно секој човек би се стресол кога ќе види такво нешто. Свесен е дека е живот во прашање. Стресот е голем.
Moram da kažem, ja posle толку decenije хируршка работа не можам да речам дека пред секоја операција немам трема или не сум во стрес. Стварно? Да. Колку год да е рутинска. Може би сум направил 1000 такви операции, може би се безазлени операциите, не се живото загрозувачки. Меѓутоа, јас имам стрес, што е позитивно, што е всушност правиот професионален однос кон работата. Значи, тој стрес ме тера да се сконцентрирам на работата. Пациентите често ме прашуваат ова истото прашање што сега вие ми го поставувате, а тоа е дали е операцијата тешка? Да. Секоја операција е тешка, нарочито ако е на твоја глава. Нели? И нокт да ти вадат, загнуе нокт, е тешко, ако е тоа мојот нокт. Драго ми е што го разбирате и мислам дека имате разбирање према пациентите и луѓето. Ама јас сум човек и потенцијален пациент. Не сум богом дан. Јас во текот на моето живење и во текот на мојот живот сум бил пациент и ќе бидам веројатно пациент. Човек мора да го има тоа пред очи. И мора да биде припремен за тоа. Тоа е правиот професионален однос кон работата. Сега, викате од мојата работа зависи нечiji живот. Зар од работата на пекарот не зависи нечiji живот? Зар од работата на тулумџијата, на слаткарот не зависи живот? Нели? Секоја работа има компликации, има несакани ово и има бенефити, иначе не би ја работела. Ако сите би биле професионалци, тогаш би било добро. Како се носите со тој стрес? Што правите? Што се вашите хобија? Често ве гледам на телевизија или по интервјуа зборите за алпинизам, идете, планинарите и така натаму. Што наоѓате таму? Тоа е начин на кој што јас се обновувам. Си ја обновувам, да речеме, енергијата. Дружењето со природата, со она што е најубавото што Господ го создал. Нели, човекот не е најубавото, да ви кажам. Не се согласувам. Не се согласувам. Ќе ги компарираме моите животни со луѓето, па ќе донесеме заклучок. Не се согласувам. Ќе донесеме Божја творба сме, немојте, докторе. Не, Божја творба сигурно и Господ не е совршен. Мислам дека тука не се согласувам. Можеме да дискутираме, ова е филозофско прашање. Да. Само он е совршен, све друго има вака. Во природата нема ништо совршено. Во природата нема идеален круг. Во природата нема идеална топка. Камен со идеална округла форма сте виделе? Не. То само ние можеме да го направиме. Само вештачки може да се направи. Само ние луѓето можеме тоа да го произведеме. Меѓутоа, тоа несовршенство на природата ја чини природата совршена. Така. Јас бегам во природата. Значи, да се испразнам од стресот, од тоа, да си обновам енергијата, да си наполнам батериите, јас бегам во природа, во било кој облик на природа. Најчесто на планина, најчесто тамо каде што можам да бидам во директен контакт со природата, со тревата, со дрвјата, со птиците, со животните. Од тука и мојата љубов кон планинарењето, љубовта кон запознавање на нови светови, нови цивилизации. Кај све сте били? Полесно ми е, кај све не сум бил. Каде највисоко сте се искачиле? На Хималаите. До каде отидовте? На 6030 метри. Каков предизвик. Да. Забележавте ли таму една работа? Имаше еден ваш колега овде кај ми беше гостин кој се качи на врвот. Професор доктор Кедев. Кедев, да. И го Кедев е чудо. Да. Кедев е чудо. Прво е одличен професионалец. Значи, не е усмерен кон спортот или кон планинарењето. Неговата работа захтева огромна окупација у време и у енергија во неговата кардиолошка работа. И он е единствениот македонец кој што е 7 самитар. То значи кој што ги качил 7-те највисоки врва на различити проекции на земјата. Так. Интересно беше... И професор и доктор. Тоа е нешто коинциденција. Го прашував тогаш за на Хималаите. Значи,
над 8000 метри, кога веќе Да. нема ни кислород, а предпоставам дека на 6000 веќе тешко Исто се е. диши. Да. Викам, како се хранете и што јадевте? И ми вика, Јанко, во емисија, Да. вика, ја немам репризата, за жал, од тие мали телевизии тогаш. Вика, јадев храна што најстрого им ја забранувам на моите пациенти. Како ви викам, така вика, значи мрсна, полна со холестерол, вика, затоа што напорите, вика, толку беа огромни да тоа за пола саат го соговорува, вика, ништо не остана, вика, во мене. И доаѓаме сега до една интересна тема. Предпоставам дека и вие го имавте истото искуство. Да, отприлike. Дека се јаде висококалорична, мрсна... Енергетска храна, енергетска бомба. Многу масно не би можело да се јаде, меѓутоа се зема одредена количина на масти. Калорискиот днес го надокнадуваме највеќе со зрнеста храна, ориз, првенствено, нели, ориз, али се јаде и масна и холестеролска храна, и јајца. Он збореше и за сланини, и за јајца, и за... Му честитам ако носу билјади можел да јаде сланина, то значи дека е одличен, пошто организмот не знам точно, нешто така зборев, може би сега ја ќе ги извртам работите, но добив таков печаток, дека века отвараш тоа конзервата, века мав правиш... Оброкот кој што го зимаш треба да биде најмалку 5000-6000 калории. Да. А трошиш 10.000. После секое такво качување, јас сум губел по 10 килограми тежина. Натрешното, на резерви ги потроши човек, 10 килограми потроши. Но како се спишташ за 1000 метри подоле, организмот се помалце му треба и калориската вредност на внес станува. Еве, вие како лекар директно можеби не се занимавате со тоа, но рековте преска една интересна реченица дека повисоката свест кај луѓето за медицината и за сопственото здравје ги тера поредовно да идат на лекар, да бараат повеќе диагностички прегледи, но има се поголема и поголема свест за храната. Па дури тоа кулминира еве и со кампањи на владата за здрава храна. Крајно време беше да се направи Крајно време таква затоа што една од клучните работи покрај загадувањето за нашите заболувања е она што го внесуваме. А ние како луѓе повеќе внимаваме што ставаме во нашиот автомобил, одошто во нашиот стомак. Јас, на жалост, јас сум пушач. Велам на жалост, затоа што би бил многу посреќен кога не би бил пушач, кога не би морал да пушам, меѓутоа сум го почнал и тоа го терам. Да го прекинам сега, веројатно ќе биде поштетно него да продолжам. Јас кажувам дека храната е дрога која што утепала повеќе луѓе него хероинот, цигарите и алкохолот заедно. Половина човештво умира од прејаденост, другата половина умира од глад. Цивилизираниот човек, цивилизацијата донела до тоа да ние прво, најголемиот напор кој што го правиме е да подигнеме лажица и да отвориме фрижидер. Друг напор физички нема модерниот човек. Меѓутоа, затоа му е доступна секоја количина на храна и најчесто неквалитетна храна, фаст фуд, нели, полуприпремена храна, полузготвена храна, која што како год ја изедеш, така се претвара во калории. Резултат на тоа е да сега слушнав фрапантен податок дека 40% од нашата нација, од македонците, се со прекумерна тежина. Тоа е страшно. Тоа е страшен. Таа бројка... Тоа е светски тренд? Тоа е во Германија, ако отидете во Америка или во Канада, во делови на Канада, например, во Торонто, ако отидете, ќе мислите дека, кој ќе се шетате по улица, мислите дека се одржава светски конгрес на дебели луѓе. Тоа е неверојатно нешто што све се движи по улица. Зошто е тоа така? Брзата храна? Брзата храна, полуфабрикуваната храна, значи... Што е по вас полуфабрикувана храна? Полуфабрикувана храна е она што е полуспремено, што е само треба да го ставам во микро печка и да го изедам. Ама тоа не треба да го тоа е спремам. преполно со адитиви и такви работи. Тоа е со адитиви.
To je organizmot koga ja vari hranata, troši energija. Добро. Pogrešno se obvinuvaat mastite дека се штетни. Поштетни се шекерите. 1 грам шекер ослободува 4 калории енергија. 1 грам масти ослободува 9 калории енергија. Меѓутоа, за да се свари организмот, за да свари 1 грам шекер, не троши ништо. За да свари 1 грам масти, троши 8 калории. Значи, останува само 1 калорија. Интересна теза ова. Тоа е како у фабрика. Значи, сметате дека јаглените хидрати во нашата исхрана се најубиственото нешто? Апсолутно. Тие јаглени хидрати директно не е проблем маста што ќе ја внесам од надвор. Проблем е маста што ќе се створи во моето тело. Прекумерната количина на јаглени хидрати се складира во организмот како гликоген, кој што е брзо горечки енергенс, како атомско гориво е, за да добиете одма енергија, и се складира во мастно ткиво. Маста во организмот не ја внесувате вие од надвор. Таа се ствара внатре од шекерите. Од шекерите. Да. Тоа е опасното. Значи, што е заклучокот тогаш? Свежа храна, протеинска исхрана? Свежа храна, храна која што е балансирана, која што си има, јас велам овака, денешниот човек јаде со мозок, а не со стомак. Вие јадете колку е сат, а сега имам пауза, ќе јадам. Желудникот не ви тражи јадење, мозокот ви тражи јадење. Ќе се натупаните, бидејќи не знаете кога ќе биде следниот оброк, 10 сат навечер кој ќе се приберете. Одеднашка голема количина храна, место да ја поделите на 7, јас јадам 17 пати дневно. Мали оброци. Никогаш не сум гладен, али никогаш не сум ни прејаден. Што е трпезата поголема? Мојата дизна е пома. Шекер, притисок? Фала Богу, све е окей. И све мислите дека е само на добриот режим? Не можеме така да пропишеме. Се има и генетски, се има и однос, и физичка активност, и однос кон животот, и мотив за живење и така натаму. Никогаш внатрешната мисла е многу. Никогаш предизвикувач. Интересно, овој муавет пред 10 години ниеден ваш колега не би ми го. Па и ден денеска тешко колегите ова да го прифатат. Нели? Тешко денеска да го. И ден денеска тешко да се прифати. Ова не се учи на факултет и он не го. Ова е филозофија на живење, не е наука на живење. А драго ми е што има лекар како вас, човек од медицината кој ги разбира овие работи. Ама јас се гадам од научните вистини што ни ги истураат по јавните медиуми. Нели, не јадите пушено месо, канцерогено е. Зимај 1 грам сол дневно, јади 60 грама протеини дневно, 2 милиграма магнезиум. Тоа што треба да значи? Да ја отидам у ресторан со апотекарска вага и му кажам на келнерот, дај ми сега ово, кој тоа ќе го спроведе? Башка, за болест никогаш не е потребен еден фактор. Секогаш е комбинација на повеќе фактори. 100 луѓе ќе бидат експонирани на грип, на вирусот на грип. 60% ќе се разболат. 40% не се разболуват. Зашто? Зашто? Затоа што има добра концентрација на С витамин, имунолошкиот систем е висок, мотивот да не се разболи му е висок. Дури и тоа е важно? Ајде објасните ми го овој факт. Помислата да ја имаш. Да. Браво. Не, ја тоа го прифаќам. Ама ја го прифаќам на едно сосема ниво. Вие како медицинско лице ова да го изговорите. Помна пред малку дека си бил JNA. Да. На војна вежба во JNA. Да. Си видел некој да се разболи? Не, никогаш. Зашто? Ваш колега, вие сте сега во Систина, ваш колега овдека беше доктор Јовановски или како се викаше, го заборев името, се извинувам. Ми рече, исто вака слични сте во години, ми рече, вика, јас своето здравје го одржувам со движење.
Значи, кога ќе сум се, значи, постојано се движам, а кога ќе се почувствувам дека сум болен, уште повеќе се движам. Вика, нема болест која не сум ја победил со движење. Циркулацијата и движењето е така, како ја бе фрапиран од него. Јас сега се фрапирам од ова што Јас бев мислам, лекар. ретко кој лекар би нашол, кој би ги прифатил ова, би рекол дека е псевдонаука. Не. Мислам, може да го нарече како год сака, али е емпирија. И тоа функционира. Бев на Јужни пол, на Антарктикот, лекар на 4 поларни бази. Сте биле таму? Да. Ама што не ми кажете, па не А знам. тоа го знаат. Па чекај. Тоа го знаат сите. Ја не го да знаев, го извинете. На 4 бази за 10 години, последните, ја гледав здравствените книги на сите 4 бази, бугарска, шпанска, чилеанска, америчка. Ги гледав здравствените дневници за 10 години. На тие бази се поминати околу 2000 луѓе, како еден Радовиш, од прилики. Во здравствените книги имаше запишано само 2 огреботини, 2 пациенти со огреботини. Како е можно да 2000 луѓе, да еден Радовиш, има само 2 огреботини во тек на 10 години? Погледате амбулантната книга на Радовиш, ќе видите и грипови, и настинки, и проливи, и ово и оно. Како е можно? Како е можно? Зошто тие? Со тонусот. Таму нема Нема ладно е, бактерии, па нема бактерии, нема вируси. Меѓутим, зашто нема ни една повреда? Зашто нема слепо црево? Зашто нема гастрит? Зашто нема чир? Зашто нема инфаркт? Зошто? Затоа што тонусот на организмот тамо знае дека е 18.000 километри далеку од цивилизација. Дека нема кој да му помогне. Тонусот и стегнат. Тонусот, човече, не ми се веруваш за што збориме, докторе. Мислам, толку го прифаќам ова на едно човечко. Кога се разболува човек? Човек се разболува. Јас се разболувам на годишни одмор, кој ќе се опуштам. Никогаш кога сум... Што ми кажеш? Кој ќе земам нова година, кој ќе дојде паузата и ја тогаш качувам температура, дигестивниот тракт. Зашто? Се опуштам. Тоа е тоа. Кога е човек во стрес, кога е во тонус, нема повредување, нема болести. А па велат, тој стрес, тој тонус ти го скратува животот. Хроничниот стрес го скратува животот. Стрес кој што не се гаси, стрес кој што трае, стрес над кој што се надоврзува друг стрес. Нели, стрес од далки имам пари да платам сметката за струја, дали шефот ќе ме кара, дали ќе го изгубам работното место, секојдневно, и то се кумулира. Стресот од работата, стресот од ако ти искочи диво животно па те уплаши, тоа е стрес моментален, после тоа има релиф и никоме ништо. Значи, битен е тој релифот да има таа синусоида. Да има празнење. Биоритм. И хроничниот стрес, кој што е неизбежен, нели? Треба човек да научи да го празни. Како? Јас бегам на планина. Спорт, рекреација. Спорт, рекреација. Нека биде кафана. Хоби. Нека биде кафана. Играње карти, нека биде домино. Да, добри сте. Многу ми се допадна муаветот. И мене. Искрено да ви кажам, бев подготвен да одиме таму и за тие работи, но доаѓаме и до таа тема. Вие работевте и во приватно, јавно здравство, сега сте во Систина. Зошто отидовте таму? Зошто напуштивте јавно здравство, зошто Систина? Зошто не отидовте, например, во вашата неуромедика? Што ве предизвика таму да Прво, јас не го напуштив јавното здравство. се извинувам. Јавното здравство ми рече, не си потребен. Имаш 64 години. Така? Чао, довиđenja. А така, па нова генерација. Добро. Да. Рековме, нема годините, ама веќе ги кажавме. Нели, сум исполнил условот за пензија, не им требам, окей. Отидов по сила на закон во пензија. Во неуромедика, мислам дека би било симнување од конј на магаре, бидејќи би требало да се претворам во амбулантски доктор. Немав услови да оперирам. Ако не оперирам, јас сум практички непотребен доктор, нели?
Во Систина ми дадоа понуда, јас бев на отварањето, ја видов се воодушевив, прекрасна болница, со Орце правевме муабет, да не речам идејата за приватна болница, инфекцијата му ја дадов јас, многу години одназад, и он направи една прекрасна болница, која ја видов, јас почна да ме сврбат дланките, викам овдека би работел. Непосредно после тоа, неколку дена после тоа, добив понуда да отидам таму и ја прифатив понудата и еве 4 години веќе сме таму. 4 години како неурохирургија имала. Какви се вашите искуства таму? Еве, кога зборевме дека многу е важно, нели, и луѓето, многу се важни и тие кадарот со кој работите, но и важно е и поддршката техничка, па и организациона. 3 работи се важни за добро здравство. Добро. Не е тоа нешто топла вода што јас сега ќе ја откријам. Тоа е познато, само што кај нас не се обраќа внимание на тоа. На тие 3 основни работи јас ја заснивав Неуромедика кога ја отворав, а Систина веќе тоа го има, да речам, природно. Што се тие 3 работи? Кадар, опрема и односите кои што ги поврзуваат тие 2 работи. Значи, организацијата на работата. Систина има одличен екипман, одлична опрема. Значи, опрема која што може да ја позавиди било која болница од европски ранг, да не речам светски ранг, ги имаме сите потребни модерни апарати и технологии, има професионален кадар и има, што е уште поважно, одлична организација на работа. Што то значи? Ако јас како доктор, без оглед на тоа колку сум способен и колку многу знам и умеам, ако го прегледам пациентот и кажам сега треба да се направи магнетна резонанца и му ја закажат после 2 месеца, џаба сум јас. Се изменува состојбата за тие 2 џабе. месеци. Така. Ние имаме таа можност да унутар половина час јас ги добијам сите назначени испитувања. Не повеќе од половина час, што е многу битно, особено во неурохирургијата. А вам ви импонира да работите во такви услови? Апсолутно. Тоа е правата медицина. Тоа е правата медицина која што мене ми овозможува да ги исполнам сите мои квалитети како лекар, како човек и како све друго. Во неурохирургијата секундите се битни, а не саатите. Јас имам за половина час диагностика. Имам можност во секој момент да контактирам со стручњак од друга област, кој што ќе го надополни моето мислење, знаење, третман и така натаму. Ево, да не измислувам, да испричам за пациентот денеска што го оперирав. Тој пациент на улица да го сретнев, ќе кажев дека има тумор на хипофиза. Случајно го откриле, заради тоа што имал сметни со дишењето, искривена носна преграда. А на улица да го видев, ќе му кажев дека има тумор на хипофиза. Доваѓа кај мене. Како ќе го диагностициравте со поглед, сакате да кажете? Да. Како тоа го забележавте? Па има одредени надворешни манифестации кои што лекар мора да ги препознае. Мора. Не да треба, него мора да ги препознае. Не биле препознаени, не е битно. За половина час јас ги направив сите потребни испитувања. За 10 минути, у наредните 10 минути го консултирав ендокринологот, бидејќи е многу битен. У наредните 10 минути го виде ушниот доктор, бидејќи ми е и он битен, и носната преграда, и пристапот за операција. Му закажавме ден кога ќе дојде на операција. Дојде вчера, приквечер, околу 6 часот, го виде анестезиолог, кој што ги предвиде дали има фактори на ризик, како е крвни притисок, како е срце, ЕКГ и така натаму и така натаму. Денеска го опериравме заедно со ушниот доктор, со оториноларингологот, кој што ја исправи носната преграда и пристапи кроз нос. Јас го оперирав хипофизата
on je сега pod kontrola na Hipofizata. anesteziolog, da, i endokrinolog. Vidite сега Каква соработка? каков тим за еден пациент. Сега презема патологот да ги види препаратите кои што сум ги испратил, после ќе го преземе ендокринологот за ендокринолошка терапија, нема да биде потребно некое друго додатно лекување, зрачење или така натаму, меѓутоа ако има потреба, го имаме и тој и таа карика во ланец. А знам, видите како тој е оној функционира. тринити апаратот кој може со зрачење дури и помали Да, помали лези, помали тумори да помали оштетува. тумори Така. Без оштетување на околното ткиво. Да. Тоа е еден од редок апарат, ние го презентиравме Да, тука и да, тоа е исто така лесно. Добро, ми интересира Сега за целиот се извинувам. за целиот тој За систем. целиот овој ланец на прегледи, кој што траеше 2 сата вкупно, кога би го правил во јавно здравство, прво би било невозможно. Невозможно. Ево, јас 3 децении и повеќе работам во јавно. И жал ми е што е така. Тоа е невозможно, бидејќи ендокринологот е во друга установа. Треба да го повикам, треба да му напишам интерклинички, па дали е тука, дали не е тука, дали ќе дојде, дали нема да дојде, кога ќе дојде и така натаму. Ова е све на едно место. Тоа е и со спиналниот центар за кој што мислам професор Савевски зборуваше овдека. Ние ништо не сме попаметни. Професор ни Савевски јас, ви го ни- спомнав за он беше така. за здравието, Така. како си го се извинав, не Како се си сетив го на одржува? презиме. Како си го одржува? У со операциона движење. сала. У операциона сала. Нон-стоп работи. Да. Добро ми дадовте идеја, тогаш и ја нон-стоп ќе работам. Тонусот. Ама и вентил, и Да, празник. да, обавезно. Чак и компјутерот захтева ресетирање. Чак и машината захтева ресетирање. Да искажете се пак повторно, значи целиот тој систем Целиот тој систем се обидува, не се обидува, успеа од индивидуалци да направи тим. Џабе сум ја Роналдињо ако сум сам, ако немам пратечки играчи. Ние сме тим. Систина функционира како тим. ќе направиме сега уште една кратка пауза, веднаш потоа се враќаме назад во програма. Големите луѓе имаат и доза на ексцентризам. Ја ексцентризмот го почитувам многу. Некој го сваќа како негативно, но мене ми е секогаш тоа, например, еден од најголемите уметници на светот, Салвадор Дали, беше ексцентрик. Да. И вашиот колега овдека, Сали Стаџер, кој со кого разговаравме и кој после еден дел од стручниот муавет кога експлодира, да збориме за музика, за пијано, неговата љубов за джезот. Сите обично големи луѓе и значајни луѓе кои се доста успешни во својата професија како вас, имаат една известна доза на ексцентризам и предпоставувам дека е тоа она спуштање во еден сосема друг поинаков свет за да се можете и во професијата да напредувате. Ова е добар совет за се во животот. Ми се чини дека овој рецепт не само за медицина и за хирургија, туку буквално во секоја професија би бил применлив. Мислам да. Прво себе си не се сметам за ексцентрик. Јас лично, не знам другите, тоа е. Ќе се обидам да ве не се порекнам. сметам Добро? за ексцентрик. Си имам своји Да. фалинки, своји желби, своји начини на однесување, што е позитивно и го ценам кај секој друг човек. Као што спомнавте, кај Таџер, нели, пијаното, музиката, джезот и така. Ако човек не си ги приушти тие ситни задоволства, не може да биде ни добар професионалец. Еве зошто велам. Каде живеете? Јас живеам надвор од градот во Визбегово. Во Визбегово. Предпоставувам имате двор. Поприличен. Поприличен. Што имате во дворот? Па има негде измеѓу 180, сега се нешто повеќе, а очекувам и да се зголеми тој број, животни. 180 на животни. 180 усти животни. за хранење. Чекај, ама тоа што се? Овци, кози? Не се иста сорта, тоа се све различити. Што? Па од конј, магаре, волк, верверици, јастреб,
зајци, да не спомнувам пауни, да не спомнувам голуби и така натаму. Практички све. Гуски, мачки, 5 шарпланинци огромни. И 5 шарпланинци Да, огромни. и 5 малечки. А тоа е вистинска зоолошка градина ви има. Па, може да се нарече. Може да се нарече. И како успеате таа биосфера меѓу себе, разбирање, кучиња со другите животни, со Па јас волци, успеав да волкот со кучето да си живеат заедно. Волк и шарпланинец. Волк и шарпланинец, и не шарпланинец, него и шарпланинци. Волк и шарпланинци, природните Непријатели. непријатели, слободно се шетаат во Се вашиот двор. шетаат, да. Луѓе мои, мене ова ќе ми беше неверојатно да доктор Угриновски не ми ја донесеше снимката од која беше? Вучко. Ете таа. Еве. Ова е гласот Ова е на волк. вашата сопруга. Да. Ова е волк Ова е волк синоним на крволочност. кој го чувате во вашиот двор Да. и си игра со вашата И сопруга. со моите деца си игра, со малите. Колку е стар? Он сега има 2 години и нешто. Тој е зрел волк веќе. Слушајте како се удвара на сопругата. Лучка! Веќе попримил кучешки манири и мафта со опашката како Што е куче. несвојствено за... Не е својствено за волк. Кој доминира? Предпоставам шарпланинец. Шарпланинците. Да, они мораат да Да, доминираат, да, иначе да, кинат глави да, ако да, не е така. Да. Лучка! Кој би рекол дека е ова диво животно? Само биди внимателен како ќе старее. 8-9 година. Тогаш Ај си ти. Добро, не скокај на мене. Види го. Кај си ти? Лучко? 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 Дојди. Дојди. Дојди, Лучко. Дојди, дојди. О, сонцето. Водам грижа со децата, со сопругата, да се нахранат, да се очистат и така дај. Не е лесно, али ми пружа огромно задоволство. Па стварно 180, мислам, тоа е приличен предизвик. Имате Знаете помош? се, ако ќе отидам, имам еден човек кој што помага, углавном за чистење и така кога сум јас на работа. Знаете кој е задоволство сега ако ќе се вратам дома и кој ќе ме пречекаат 5 шарпланинци, сите сакаат да се мазат. Таа љубов не се надокнадува. Тоа е она што ми Предпоставам исполнува. се прилично голем. Едниот е 93 кила, мажот е Леле, потежок мајко од мене, потежок од Многу мене. ми е жал, треба да дојдеме некоја Ајде, репортажа ево, да направиме ево, таму. ево, Дефинитивно. имате отворена покана. Имам проблем само малку со волкот, природниот страв, но Он, ќе ви верувам на ако збор. ве прифати, ви дава на знаење дека ве прифатил. Ако не ме прифати? Ако не ве прифати, ќе биде затворен у кафес. Добро. Нема да имам интервенција стручна од ваша страна. Докторе, ја ви благодарам за вашето вечерашно гостување и ви посакувам многу успех. Предпоставувам дека ќе продолжите со вашата кариера
се додека сила ве држи. Хвала, се гледаме во некоја друга прилика. И на крај овој спот кој го направивте за една песна со фотографии од вашите патувања. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Лека ноќ и пријатно.